Во ова издание, посетата на државниот секретар Помпео на Западниот брег, воодушевување меѓу израелците, гнев кај палестинците. Иднината на пограничниот зид со Мексико по јануари. Демократите преферираат инвестирање во технологија која открива нелегални поминувања на повеќе од 3000 километри долгата јужна граница. Walmart објави, во првата половина од 2020 продале повеќе кошули и палта отколку панталони и сукњи. Менување на модниот код, кога се работи од дома. Ќе ви кажем, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е News Flash. Државниот секретар Майк Помпео стана првиот виш американски дипломат кој ги посети еврејските населби во окупираниот Западен брег. Синди Сейн ги пренесува бурните реакции. Краток хеликоптерски лет испиша историја и ја промени 4-децениската политика на САД на Блискиот Исток. Дестинација на државниот секретар Майк Помпео беше винаријата Сагот. Тој исто така ја посети Голанската висорамнина. Имав шанса да ја посетам Голанската висорамнина. Признавањето дека е дел од Израел е одлука што председателот Трамп ја направи бидејќи историски важно и оти едноставно признавање на реалноста. Израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху му се заблагодари на председателот Доналд Трамп. Благодарение на председателот Трамп, Соединетите држави го признаа Ерусалим како главен град на Израел и ја премести овде амбасадата. Благодарение на председателот Трамп, Соединетите држави го признаа израелскиот суверенитет врз Голанската висорамнина. Палестински демонстранти протестираа против посетата на Помпео, велејќи дека прави опасен преседан. Оваа населба е една од стотиците населби низ Западниот брег. Сите тие се нелегални, независно кој ќе ги посети. Некои аналитичари изразија загриженост, гледајќи ги еврејските населби како пречка за решението две држави. Мировен договор кој зависи од воспоставување на посебна палестинска држава. Се што укажува дека Израел трајно ќе задржи поголем дел од Западниот брег или голем дел од Западниот брег без никаков вид на друга територијална компензација и сериозно инсистирање на решението две држави ме загрижува. Палестинските власти најавија дека ќе продолжат соработката со Израел, надевајќи се на можен свеж почеток на мировен процес во јануари по инаугурацијата на избраниот председател Џо Бајден. Џо Бајден, кој се очекува да стане 46-ти председател на САД во јануари, најави дека ќе го запре градењето на зидот со Мексико, што беше главен адут на председателот Доналд Трамп. Во Ларедо, Тексас, погранични агенти нагледуваат повеќе од 270 километри од границата меѓу САД и Мексико. Планот е да се изгради зид од 113 километри во овој дел. Шефот на патролата Метју Хјудак вели дека оваа бариера би помогнала во борбата против криминалните групи, кои шверцуваат луѓе и нелегални производи во САД. Кога ќе го изградиме зидот, ќе се стопира профитот на овие криминални организации, така што парите нема да завршуваат во Мексико, каде што се користат за оружје со кое се малтретираат нашите соседи. Новоизбраниот председател Џо Бајден вели дека нема да го отстрани зидот кој бил изграден за време на председателот Доналд Трамп, но го даде ова ветување. Нема да се изгради ниту педа повеќе зид за време на мојата администрација. Службите за погранична и царинска заштита велат дека планот е да се изградат 724 километри зид до крајот на 2020 година. Трамп се уште е председател, ќе биде до 20 јануари. До тогаш можеме да очекуваме дека изградбата на зидот ќе продолжи. Пограничните и царински служби велат дека повеќето од договорите се направени и финансирани и оти во тек е конструкција на околу 1118 километри зид. Кога Бајден ќе ја презеде функцијата, аналитичарите велат дека ќе има опции со договорите кои се уште не се исполнети. Неговата администрација можеби ќе стопира договори кои се во тек, дури и за места каде веќе се одвива изградбата на зидот. Владата би можела тоа да го направи многу лесно, дури и да треба да плати одредена провизија за раскинување на договорите. Правото на председателот Трамп да ги користи повеќето од парите за изградба на зидот сега е оспорено и се чека одлука на Врховниот суд, иако голем дел се веќе искористени.
Тоа може да е безпредметно за администрацијата на Бајден. Мислам дека ова ќе биде еден од оние проблеми за кои ќе се најде решение при политичката транзиција. Одлуката на Врховниот суд на вистина нема да има значење. Бајден исто така даде ветување за владините тужби против собственици на земјиште, кои одбија да се откажат од нивниот имот за ѕидот на Трамп. Повлечете ги тужбите, нема да го конфискуваме земјиштето. Наместо изградбата на ѕидот, демократите преферираат инвестирање во технологија, која ќе открива нелегални поминувања на повеќе од 3000 километри долгата јужна американска граница. Ќе осигурам да имаме заштита на границата, но преку користење на висока технологија. Хјудак поддржува повеќе слоен пристап за гранична заштита, вклучувајќи и физичка препрека. Противниците на ѕидот велат дека тој е штетен за екосистемот, бидејќи го влошувал проблемот со поплавите, и оти Бајден треба да направи повеќе од стопирање на изградбата на ѕидот. На некои места треба и да се урне, штетата е преголема за животната средина. Аналитичарите велат дека Бајден ќе треба да направи баланс не само меѓу безбедносните и хуманитарни фактори на границата, туку и да ги земе предвид грижите за јавното здравје како последица на пандемијата. За крај на News Flash, модната индустрија која претходно функционираше преку лични контакти го промени начинот на работа поради пандемијата со коронавирусот. Но и модните трендови се менуваат, како облекувањето, поради работењето од дома. Погледнете. Работењето од дома привремено го стави во сенка кодексот на облекување на работното место, но фокусот и натаму е да се изгледа добро на видеоконференциите. Тоа е новата реалност. Многу од нас не можеме да се видиме лично и мора да имаме состаноци преку Zoom или други платформи. Но тоа и натаму значи дека мора да се гледаме, поради што шминка, фризура, облека и модни додатоци, барем од половина нагоре, се важни. Личната стилистка Тинг Линк го променила незиниот фокус да им помогне на клиентите да изгледаат добро на виртуелните видеоконференции. Услугата чини од 70 до $325. Клиентот треба да покаже се на екранот, различни работи кои ги има, колку е среќен или несреќен со тие предмети, за да можете да го советувате што да задржи или не. Дизајнерот и стилист во главниот град Вашингтон, Джейсон Бур, сподели на Zoom и други онлайн состаноци серија видеа со совети од Инстаграм. Работете со дизајнер и стилист за да одлучите каква боја најдобро би одговарала на вашиот тен, што треба да облечете ако седите пред зид во одредена боја и дали треба да ставите сувенир или слично. Собственичката на консултантската компанија DC Style Factory, Росана Волмерхаузен, вели дека се е важно дури и позадината. Треба да одлучите каде во вашиот дом би било најдобро да имате состаноци на Zoom. Клучен елемент е осветлувањето. Организирајте простор за работа со неутрална позадина. COVID дефинитивно се одрази врз продавниците за облек. Walmart вели дека во првата половина од 2020 продале повеќе кошули и палта отколку панталони и сукни. Продавниците за деловна облека исто така го менуваат фокусот, пренасочувајќи го вниманието од целосен изглед кон она што може да се види на Zoom, Skype или други онлайн состаноци. Тука е крајот на News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За најнови информации, појдете на glasnaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме.